Ние, нели, дел сме во независниот синдикат за образование, дел сме во синдикалната организација СОНК. Но како ние може да очекуваме таму дека некој за нас ќе се заложи, кога таму се претежно наставници, нели? Тие се во образовниот систем. Нашата шифра на дејност е социјална грижа и нега. И тука спаѓа, значи, пред се грижата за децата и воспитанието, а не вклучуваат и не вклопуваат во образовен процес, во некој воспитно-образовен процес. Не можам да кажам дека тука се виновни синдикатите, иако кога ќе се оди на преговарачка маса, треба да се зборува и за нас, затоа што ние сме дел од нив. Но не можам пак да барам некаква, не знам колкава одговорност, тие ќе отидат на преговарачка маса, ќе се борат и сите тие работи. Но прво за својата афела, а потоа, ако има време, нешто ќе се спомене и за нас. Така да и овдека сме така некако некаде на крајот, па ако собереме некоја трошка, ако искористиме нешто, нели покрај наставниците, ако тие добијат некое покачување во делот на платите, ако зборуваме, ако во делот на условите, пак тука воопшто не сме изравнети во образовните установи, односно основните и средните училишта, дури наболедување кога оди наставник добива замена. Ние не добиваме вработен кој што трајно е испразнето место, а не пак вработен кој што ќе отиде на боледување. Ние имаме колешки кои што одат на боледување по 2-3 месеци поради сериозни здравствени проблеми. Нема замена. Така да, ова е исто еден момент за кој што треба да се избориме преку синдикатот, да го обезбедиме тоа. Мора многу нешта во делот на проблемите кои што се во предучилишните установи, мора да се подигнат на некое многу повисоко синдикално ниво, за да успееме да се избориме за ако ништо друго за овие некои услови елементарни за работа.